Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, денеска се одржа седница на Советот за безбедност. Тука разговаравме околу предлогот на владата за продолжување на вонредната состојба за нови 14 дена. Клучен приоритет на владата, на институциите е зачувувањето на животот и на здравието на граѓаните. И сите мерки кои што досега беа превземени, беа во таа насока. Да се сочува здравието и животот на граѓаните, да го обезбедиме здравствениот систем, да функционираат нормално институциите, да се сочува безбедноста, јавниот ред и мир во државата и на тој начин да имаме механизми низ кои што ќе се справуваме со оваа состојба. Не помалку важно е и тоа дека мораме да се справуваме и со економските последици кои што настануваат од оваа криза и во овие моменти кога разговараме, една од причините за барањето на продолжување на вонредна состојба, односно 14 дена нова вонредна состојба во Република Северна Македонија, се темели и на тоа дека треба да носиме одлуки кои што ќе значат поддршка на третиот пакет на економски мерки во поддршка на рестартирањето на македонската економија, поддршка на граѓаните, се со цел многу полесно да го надминеме сето ова што ни се случуваше како последица од здравствената криза. На основа на тоа треба да се истакне дека во моменти кога партиите не можат да постигнуваат договори, институциите мора да ја преземат целосната одговорност и тоа беше дебата и на Советот за безбедност. Затоа сметаме дека ова би биле 14 дена во кои што треба да ги завршиме сите аспекти во делот на справувањето со економските последици, со здравствената криза, да се продолжи понатаму со сите мерки кои што ги донесе владата во справувањето со пандемијата. Едно треба да ни биде јасно дека со пандемијата ќе мораме да научиме да живееме и во натамошниот период. Тоа не е нешто што ќе заврши ниту во Република Северна Македонија, ниту ќе заврши во светот. Едноставно, секој од нас, секој граѓанин мора да биде свесен, да има дел од одговорноста дека мораме да живееме со пандемијата и согласно на тоа да се подготвуваме во наредниот период за такво однесување. Меѓутоа, уште поважно е дека ние мораме да имаме институции на системот кои што се функционални, институции кои што ќе функционираат, ќе носат одлуки кои што ќе бидат во интерес на здравието на граѓаните и во интерес на економијата. Ние сме сега во ситуација во која што немаме парламент функционален, имаме преодна влада која што е формирана за одржувањето на парламентарни избори и состојба која што сите нас не доведе во позиција да функционираме во услови на една здравствена и економска криза. И затоа реков, институциите мора да превземат одговорност пред се и во делот на одржувањето на парламентарните избори, на тој начин да се стават во полн капацитет, и тоа демократски капацитет, сите институции, собрание, нова политичка влада, која што понатаму ќе ги превземе сите активности на справувањето и со здравствениот аспект и во делот на економските последици од кризата. Сите анализи и на нашите експерти и на Светската здравствена организација укажуваат дека ова ќе трае, може да добива интензитет во есента или во текот на зимата. Ние не смееме државата да ја оставиме без институции кои што ќе функционираат во полн капацитет. Тоа е неодговорно према граѓаните, тоа е неодговорно кон здравието на граѓаните, тоа нема да биде одговорно ниту пред економијата и затоа ова е нешто како неминовност што треба да го превземат сите институции. Апелирам до граѓаните уште еднаш да ги почитуваме сите мерки, сите препораки кои што беа мерки и препораки до сега. Важно е да се одржува и
социјалната дистанца, да се носи заштитната опрема, да ги почитуваме протоколите кои што ги донесоа од Комисијата за заразни болести, кои што во цел овој период, врз основа на сите сознанија, научни и така натаму, носеа исправни одлуки, носе одлуки кои што покажаа дека даваат резултати. Во оваа прилика сакам уште еднаш да се заблагодарам на сите членови на Комисијата за заразни болести за своето професионално постапување во целиот овој период и јас очекувам дека и понатаму на дневна основа ќе ги следат сите состојби во државата, ќе носат вистински одлуки. Да се заблагодарам на лекарите, на медицинскиот персонал, на полицијата, на армијата, на сите институции кои што се вклучија и се на првата борбена линија во еден ваков период на ова преодна влада и очекувам дека час поскоро ќе направиме се да ги комплетираме институциите низ демократски избори, каде што правото на граѓаните да избира, да одлучува за тоа кој ќе ја превземе судбината за државата, ќе може да го искористи на парламентарните избори. Благодарам.